Цивил медија. 13 август 2019 година. Вест на денот. Стефанова на распит за рекет. Денешниот распит на обвинителката од СЈ Лиле Стефанова во обвинителството за организиран криминал за случајот рекет траел 5 часа. Денеска сум тука во својство на сведок и се што ми е познато за овој случај го изнесов пред надлежниот јавен обвинител. Имајќи го предвид мојот статус на сведок и тајноста на истрагата, не можам да дадам ниту една друга изјава во однос на она што го имам кажано, кусо изјави Стефанова и одлучи да не одговара на новинарски прашања. Продолжен притворот за четворица вработени во УБК кои проневериле над 50 милиони денари. На тројцата вработени во УБК обвинети дека со извршените действија сториле по едно кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување и едно лице обвинето за помагање во извршувањето на истото кривично дело, денеска им е продолжен притворот, соопшти јавното обвинителство. 18 години Охридски рамковен договор. Пред 18 години на денешен ден е потпишан рамковниот договор со кој беше ставен крај на неколкумесечниот конфликт во земјата во 2001 година. Преговорите почнаа во Скопје, а потоа продолжија во Охрид, каде што завршија со парафирање на документот на 10 август. 3 дена подоцна, на 13 август 2001 година, во председателската резиденција на Водно во Скопје, рамковниот договор го потпишаа тогашниот председател на државата Борис Трајковски, поранешниот председател на ВМРО ДПМН и премиер Љупчо Ѓоргиевски, председателот на ПДП Имер Имери и тогашните председатели на СДСМ Бранко Црвенковски и на ДПА Арбен Џафери. Финални подготовки за семинарот Транспарентност и одговорност во политичките процеси. Дводневниот семинар на Цивил за стратешко планирање, едукација и градење партнерства, транспарентност и одговорност во политичките процеси започнува утре. Семинарот ќе се одржи на 14 и 15 август, а специјални гости ќе бидат првата антикорупционерка Билјана Ивановска, експертот за финансии и доскоро советник на екс-министерот Драган Тевдовски, активистот за човекови права Бранимир Јовановиќ, како и градоначалникот на Велес Аце Коцевски. Флеш вести. Владата на Република Северна Македонија донесе одлука за формирање на оперативен тим кој преку координиран пристап бескомпромисно ќе работи во борбата против криминалот и корупцијата и кој ќе биде составен од највисоките представници на институциите од извршната власт. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски денеска достави допис до антикорупцијска комисија и побара да го расчисти случајот со бензинската Пин Петро, отворена неодамна во Куманово, и да се утврди евентуалната негова поврзаност за што го обвинуваат од опозицијската ВМРО ДПМН. Прочитајте повеќе на civilmedia.mk. Цивил медија.